Кога ќе се преместиме ние фронтално? Кога ќе дојде председател? Halo? Halo? Почитувани го... Дисциплинирано, совестно и одговорно. Ќе ги извршувам врските и должностите. Како бранител на мојата татковина. Република Северна Македонија. И ќе се борам. За незината слобода и чест. Ви ја честитам свечено дадената заклетва. Благодарим! 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, Стојовски Боше Кристија, Фезулаху Узеир Адријати, Филиповска Златко Бојана, во чин подпоручник, Народот, Инженерија, Имовска Мирче Ангела, Јованчева Митко Моника, Стојанов Никола Ристо, Трајчевски Симеон Валентино, во чин подпоручник, Народот, Воздушно наблюдување, јавување и на 15.11.2019 година, министерка за одбрана Ранмила Шекеринска Јанковска. Врз основа на член 2 службен вестник на Република Македонија, број 44/12, постигнатиот успех за време на школувањето и постигнатите исклучителни резултати во извршување. Неизмерно е чувството на задоволство да ве поздравам и да ви се заблагодарам за вашето присуство на денешната свеченост. Свеченост со која ние особено се гордееме.
бидејќи ја организираме промоцијата на 19-та класа питомци и свечената заклетва на 23-та класа питомци на Војната академија Генерал Михајло Апостолски, како и на 29-те нови кандидати на курсот за стручно оспособување и усовршување за офицери, за логистичките специјалности и служби за потребите на армијата и Министерството за одбрана. Ми представува особена чест прво да им се обратам на штотуку промовираните подпоручници кои влегуваат во една нова животна ера. Ера во која секојдневната поддршка од нас професорите ќе ја нема повеќе во иста форма. Ера во која од нив ќе се бара да ги дадат плодовите, да возвратат за инвестираното во нив. Почитувани подпоручници, со желба да имате успешни професионални кариери, во овие моменти на разделба сакам да ви упатам неколку пораки. Прво, секогаш трудете се да извлечете максимум, без разлика на околностите. Не трагајте по оправданија, барајте начини како најуспешно да си ги завршувате обврските. Секогаш трудете се да ги почитувате луѓето со кои работите. Дури и тогаш кога треба да преземете мерки за нивната недисциплина, направете го тоа со почит. Секогаш верувајте во себе, но и знајте дека не сте совршени. Тоа ќе ви помогне да учите и понатаму. Секогаш обидете се да ги гледате работите широко, да ја видите целата слика, да ги согледате сите околности и тие кои навидум изгледаат неважни кога ги носите одлуките. Најдете начин да уживате во работата. Наоѓајте начини да пристапите така да работата не ви биде мачење. Само оној што работи со задоволство создава надпросечни резултати. Никогаш не се откажувајте. Да го следат мотото на Војната академија. Знаење, чест, служба, татковина. Ви благодарам. Парадно! Ново! Следува врачување на наградите на прворангираните подпоручници. Ги поканувам председателот на Gospodin zamjenik ministar, potporučnik Jovan Miljev. Gospodin predsjedatelj, potporučnik Jovanova Bojana. Делува своите искуства и не подготвија за војничкиот живот. Па можам да констатирам дека професорите и командирите ја остварија својата цел. Образува генерација која што честно и достоинствено ќе се спротивстави на сите предизвици кои што предстојат пред еден современ офицер. Создава кадар кој што е способен професионално да реагира на безбедносните предизвици на современата заедница, успешно бранејќи ги најголемите национални и државни интереси. И поради тоа, верувам дека секој од нас го има заслужено местото во свечениот строј кој што стои гордо пред вас. Голема благодарност и за родителите, за нашето постоење и воспитување и за тоа што ни бевте јака потпора во текот на школувањето. Наградата за вас е нашата свеченост ден. Уште поголема е одговорноста кон армијата и татковината. Ова ваша одговорност ќе треба да ја носите со достоинство, како што и прилега на една армија на земја членка на НАТО. Како ваш врховен командант, од вас очекувам да внесете нова енергија и нови знаења во структурите на армијата и сето она што го научивте изминативе 4 години, да го пренесете во командите и единиците со цел да придонесете во зацврстување на борбената готовност и моралот на армијата. Во армијата на Република Северна Македонија нема и не смее да има место за стереотипи и предрасуди од било кој тип. Така мој аѓутант е полковник Билјана Блажевска.
Сосема заслужено 13 од 40-20 подпоручници, што денес ги промовираме се жени. Би сакал посебно да ја честитам подпоручник Бојана, која е прворангирана. Со среќа нека ви е службата во армијата. Кон вас. Бидете уверени дека како врховен командант ќе инсистирам на континуирано подобрување на вашиот животен и професионален стандард. На самиот крај, сакам уште еднаш да ви ја честитам за клетвата и промоцијата во подпоручници. Благодарам. Следува испраќање на државното знаме на Република Северна Македонија. Следува заедничка фотографија на председателот на Република Северна Македонија. Почитувани гости, со ова свеченоста е завршена. Ве поканува на свечен коктел во питомечкиот ресторан.